Здрава на сите, добре дојдовте во подкаст епизодата од Дигитални патеки за можностите на младите или DigiPath for Youth Possibilities. Денеска со мене е Ивона Трајановска, основач и претседателка на Унијата на млади предприемачи Phoenix Rising, дополнително водителка на подкаст во Urban FM, проектна менаџерка во фамилиарната фирма Рикомак, голем верувач и поддржувач во регионалната соработка, тоа би кажала јас. Дополнително млада жена што има вештини за правење видеа, што верува во предприемаштвото и има магистрирано во Словенија, верувам на бизнес и менеджмент, или ќе ме поправиш тука? Ќе те поправам дека не ја магистрирав. Не успеа да магистрираш? Останав до магистратурата и се вратив во Македонија за да го започнам бизнисот и животот некако си продолжи, помина еве скоро 10 години и скоро секоја година си помислувам да отидам да завршам магистерската, ама некако едно по друго само некои други работи доаѓаат и немам време. Ја немаш одбрането? Ја немам А одбрана. ги имаш положено на сите испити? Да, но не ја напишав магистерската. Не одбрав тема, се вратив во Македонија, во исто време отворивме компанија. Интересно, зошто го спомнав ова со Словенија? Затоа што Дигитални патеки за можностите на младите е еден проект каде што работиме на регионална соработка на сите земји од Западен Балкан плюс Хрватска и Словенија или да речеме ајде бивша Југославија. И поентата е како да ги задржиме младите во овој регион и кои се можностите за младите во овој регион. И сега ќе се вратам 10 години назад. Зошто Ивона од тука реши да оди баш во Словенија? Кај ги најде информациите да одиш во Словенија? Кај го најде универзитетот? Првично е зашто се запишав на American College. Во наше време немаше на англиски каде да студираш, само на Американ имаше. Па по тој повод се запишав на Американ за да можам, значи јас веќе имав мисија и цел кога ќе завршам факултет да одам во друга држава на магистарски. Затоа и сакав да студирам на англиски. Така да преку American College, кога више при крајот од студиите, од таму ни ја дадоа програмата дека има соработка Македонија со Словенија, каде што за студенти имаш само котизација, мислам од 30 евра беше за целата година, а со тоа ти добиваш премногу студентски поволности. Како на пример храна во сите ресторани за 1 евро. Автобуска карта цела година за 1 евро. Точак да изнемиш цела година за 1 евро. Така да за студентите приликите беа навистина големи и беше жалосно да го тоа испуштиш кога веќе ти го пружа држава. А како одлучи на кој факултет ќе одиш, кај ги пронајде тогаш во тоа време информациите, затоа што како што гледаме многу тешко да се најдат информации на едно место. Да, како секај нас најверојатно е од збор на збор, нели? Некој ми го пренел, имаше од други кои што преку програма од Американ ја понудија, рекоа ќе одат, реков ќе дојдам јас. А инаку зошто се запишав, тоа беше на економскиот факултет, државниот, секако си ги продолжив студиите. Тука студирав Business Administration, односно со смер Finance и се префрлив нели да продолжам и во Љубљана на клучно. Какво беше искуството? Од кој аспект да ти кажам? Од секаков аспект. Зошто, например, многу одлучуваат дека сакаат да во Германија, во Холандија, во скандинавските земји. Многу ретко, само за Словенија е многу популарна Словенија за студирање, да, заради сите поволности што ги кажа, ама освен поволностите, сметам дека не ги влече многу да студираат некаде во регионот, се помалце сакаат да останат во овој регион. И дури регион. од Словенија ќе кажам имаше многу македонци кои што дојдоа и брзо си отидоа. Не може да го издржат начинот на живот најверојатно, затоа што тука се брзо и можеш во било кое време да отидеш на кафе со некој пријател или да искочиш или што и да сакаш да правиш. А во Словенија, да речеме, после 8 часот навечер, луѓе нема на улиците, се плашиш да одиш, мене имав на почетокот културолошки шок. Значи, ода би празно, немаш со кој да збориш. Или ќе почне да врне дожд и ќе врне 2 недели. И никој ништо не сака да прави, луѓе паѓаат во депресија, така да тука имаше кај младите многу проблем да не може да се снајдат сами сега првпат во животот и со такви предизвици па се враќа. И сега ако споредам со Германија и останатите, најверојатно повисок стандард и повеќе ги влече Љубљана како, не знам, балканска земја може уште ја гледаат, па би сакале да идат на страна. Но во Словенија имаше студенти од целиот свет, затоа што сигурно таа соработка не беше само македонска, словенечка, туку они го имаат направено тој со многу други факултети од други држави. Имаше буквално не знам од кај се не запознавме луѓе. Иако македонското лоби беше сериозно големо и се државме, но јас гледав да им ескивирам и за да можам да се здружам и со или некои французи, холанѓани, од Америка, луѓе од Бразил, од Аргентина. Имаше буквално
од секаде. Нешто повеќе да споделиш ајде за студентскиот живот? Паралела Студентскиот направиш меѓу македонскиот студентски живот и словеничкиот студентски живот, иако е веројатно различно пошто тука си била дома секако. Да, со што исто така и таму студирав, нели, луѓето најчесто идеа во домовите заедно да живеат. Јас бев во приватен стан, кој што ми беше криво, зашто не бев и јас во студентскиот дом. Затоа што неколку пати одевме на тие забави и буквално се собираат цел свет луѓе и се забавувате заедно. Дополнително беа како хотели. Значи беа навистина добро направени самите домови, да не се осеќаш како кај нас, нели. Обично избегаваат да одат во домовите, но таму беше се што треба да има еден млад човек, му беше пружено. И сега тоа некој искуство што си го имала во регионот за студирање, решаваш да ќе отвориш твоја компанија, одлучуваш дека нема да одбраниш теза, нема да одбереш Нема, теза. јас не го одлучив, туку успат реков ајде ќе се вратам за фирмава да ја пркнеме, ќе си ја напишам магистерската и ќе Одиш одбранам. Но тоа не се случи затоа што кога ќе влезеш во бубањот, како знаеш, мислам реално времето веќе како излета. И сега ќе се вратам на тие почетоци предприемачки денови, па ќе стигнеме и до унијата. Не сакам многу да збориме за предизвици, ама не може да не ги одбегнеме предизвиците, пошто да си предприемач у Македонија, поготово млад предприемач у Македонија, си носи свои предизвици. За лично твое вработување, за вработување на други млади луѓе, за целиот тој процес како да успееш и како да се снајдеш, може ли малце да споделиш кое е твоето искуство до сегашно како млада предприемачка? Кои се најголемите предизвици, ама и која е најголемата мотивација што те држи, што би мотивирала и други луѓе да останат тука и да пробаат нешто да направат? Па, значи, јас сум од тие едните кои што се врати за нешто да направат. Како ми дојде идејата за бизнис е од побуди некој на неправда. Обично јас така функционирам, ќе видам нешто неправда и ќе пробам да го решам таму проблемот. Сега тука во мојов личен пример се работеше за здрава храна. И моите родители и сите поради здравствени проблеми конзумираат таква храна која што тука тешко се набавува и многу скапо. Јас истите тие работи ги најдов во обични маркети во Словенија, како во Тирекс да се шеташ и почнав да соработам така, буквално за потребите на фамилиарниве луѓе, па после зошто да не, ајде сите пријателки на моите родители и ајде ќе отвориме компанијата. Значи, целта мене ми беше за нешто добро да направиме, промена во нашата земја. Не беше побудата пари или моќ, туку беше сосема друга. Така да секој треба, мислам, да си ја најде која му е тука жарчето што го тера, нели, да создава. Или дали општо сака да создава, нели, некој не создаваат, некој зима друга идеја, ја прави, може да стане популарен или па богат, но секој, нели, што го движи во животот. Дали се да жарче уште да држи после толку Така и унијата е создадена. И сега, кога веќе почна со унијата, ќе те вратам 2,5 години, Така. 2,5 години назад, кога решаваш да ја отвориш унијата за млади предприемачи, како доаѓаш на таа идеја? Се сакаш да избегнуваме предизвици, ама ова беше буквално предизвик. Преку, инако добив, малку да кажам околу компанијата, значи, одеше секако што треба, но сите пари ни пропаднаа со банкротирање на Евростандард банката, која што тука мене лично ми ја струши мотивацијата не околу финанси, колку јас и на мајка ми ваде фискал. Значи, правев се што требаше, како што треба да работи еден бизнис во држава, но се осетив нели, како зезната од сите тие институции на кои што ти им служиш. Пошто јас ги гледам заднински работите, таа банкротирање на банка не е само, нели, пропадна банкава, туку зошто пропадна банката? Има, нели, многу други позадински работи. Така да тука така малку се демотивирав за работење поштено во државата, но тоа не значи дека тоа го прекинав. Само едноставно ми дојдоа други идеи, аплицирав за грантови, ги добив многу едноставно, многу луѓе се чудат, но мене ми се посреќи. Најверојатно затоа што во тие години јас кога аплицирав во фондот за иновации, немаше многу стартапи кои аплицираа со идеи како моите. Повеќе идеа на IT, нели, технолошки идеи, а мојата беше конкретно, нели, за храна и производство на храна. Така да малку играчи имаше и така ги добив грантовите. Но сето тоа мене не ми врати мотивација затоа што
како што го едуцирав народот, ние сите пари што ги заработувавме ги вложувавме во маркетинг, да го едуцираме народот што значи здрава храна, што значи глутен, што е шеќер. Никогаш не беше тоа купи ги моите производи, туку целта не беше да го едуцираме народот. Па дури да се пофалам дека ГМО научија од кога ние почнавме производи без ГМО да увезуваме. Така да после тоа едноставно решив дека не би сакала да си играм со големите играчи и ајколи во нашата држава, затоа што никогаш нема ги победам. Можев да бе во друга индустрија, да, но во ова не, затоа што јас можеби ќе имав, не знам, еден шлепер увезено, а големите играчи по 20 шлепери. Никогаш не можам да ја победам ни цената, ни поставувањето, нели, на маркети. Така да од таму бев приклучена во една организација со ветувања лажни да ни направат збирен извоз од Црна Гора, каде што имаме договорени состаноци со главните маркети. Докога отидовме таму, ние 10 стартапџи, млади луѓе, јас бев мислам знаев што ме чека и тоа го увидов во првиот пола саат дека тоа не е вистина што ни го ветува и само се тргнав на страна и се вклучив со сите други луѓе кои што беа всушност на тој настан. Така го запознав црногорскиот претседател на Унијата на млади претприемачи Урош Булатовиќ, кој што му кажа, викам што правиш тука и ми објасни они што прават. Кам те молам да им помогнеш кај нас исто да го направиме, затоа што очигледно нема, а е потребно. Затоа што види какви работи не прават, значи рушат соништа на млади луѓе, ти ветуваат брда и долина, а всушност тоа нема ништо. И така многу млади после се откажуваат. Но таа побуда, ево исто како од неправда кој што кажеме преска, Урош ми рече секој ти дадам од стратегија до планови до се, до проекти. И така започнавме и можеби затоа и толку добар старт имавме, затоа што почнавме со добра визија, добра соработка со луѓе и убава мисла. И добра пракса што ја извлече од Црна Гора и што ја пренесе кај нас. Тоа е партнерството кое што највеше ни значеше. Се уште соработувате? Да, па дури тоа е, знаеш и ти самата дека е предано и во навистина добро пријателство. Значи тие млади дружби кои ги правиме меѓу млади, навистина може да се здружиме. И сега тоа целото вмрежување, соработка помеѓу униите, исто и со унијата на млади претприемачи од Србија. Од Србија точно и од Албанија исто така, а помагаме да се основа во Косово и во Босна и Херцеговина. Супер, значи го има да тој некој да речам регионален пристап и за тоа кажа дека си верувач во регионалната соработка. Дали е слично да си млад претприемник во Македонија и во Албанија или во Македонија и во Црна Гора? Дали има желба за соработка и дали има можности за вработување? Пример, јас како некој што можеби не сакам да отворам свое предпријатие, свој бизнис, ама да речем да одам да работам некаде во некој од компаниите што се дел од Унијата на млади претприемачи во Црна Гора. Вака, значи од колку што имам информации сега за членовите кои што ги имаме како компании, мал процент од тие се големи компании всушност. Повеќето се конвенционални бизниси, помали бизниси или one man show. Така да за вработување малку потешко, но ако више спомнавме Словенија, во Словенија вработува многу студенти. Многу млади луѓе, значи компаниите сакаат да вработат студенти. Дали ради промена понатака, да не држат вработени на долго време, не знам која беше таа стратегија и зошто, но навистина тоа функционираше, сите што ги знаев си има работа. Студентска работа, мислам, да, ама за регулирана со закон кај нив и секој студент може да биде дел од студентска работа, ако не се лажам, таков е концептот. Да, така да Словенија малку понапредно од другиве земји, сега кај нас се малку потешко околу тоа. Но прилики, види, во Црна Гора знам дека има многу повеќе прилики за финансирање. Кај нас еве ФИТР до сега не постоеше, сега нели се промени во и нова, па ќе видиме што ќе се случува. Но во суштина ти тука немаш каде да побараш некакви финансирања. А во Црна Гора има и тоа како. Дури имаат они и во закон на ослободување од данок на добивка. Не само за младите претприемачи, значи за сите бизниси. Наместо ти данокот на добивка, нели, да го земеш или да го остеш на државата, можеш да си го реинвестираш во стартап компанија. Така они ги поддржуваат младите претприемачи со тоа што им финансираат. Мислиш дека може лесно се направи тој трансфер на знаење, трансфер на искуства тука, затоа што цело време и со проектите што ги работиш со Унијата, ја потенцираш регионалната соработка и тоа регионално вмрежување,
Па дали мислиш дека тоа е клучот за еден постабилен регион што ќе ги задржи младите тука? Секако, затоа што прво за економијата многу значи, ти кога си една единка мала и кога си 6 држави во едно е друго. Чи прво другаче ќе те прецепира и самиот свет, како економија. Сега вака ти избегаваат. Немаш инвестиции, некои посебни, ништо не се случува, но кога би биле заедно е друго. Од кај ни почна таа идеја? На почетокот на соработката со Урош бевме во Кина. Бевме поканети од кинеска организација за млади предприемачи, која што вклучува повеќе од 35 држави представници. Пардон. Тука пауза ќе си направиш сега, пошто пијам. И таму имавме многу разговори дека всушност ако сакаме нешто да увеземе, е едно да го увезеш само во Македонија, друго ако го увезеш на балканско ниво. Значи, мислам, не си во бизнис да ги сватиш ти работа, ама суштина има многу предности кои што ќе ги имаш, доколку сме ние во пазарот. Да. Инаку сме многу мали. Да. Дополнително ако ние играме заедно, сега ние збориме за Унија на млади предприемачи. Кога би играле економски заедно, да немаме царина на пример, тоа знаеш колку ќе ги ојача тука сите. Меѓу нас. Меѓу нас. Па са ние за нас треба да гледаме. Никој не гледа за нас, треба ние да се гледаме за нас. Затоа тоа здружување сметам дека е идеално и секако дека се пренесуваат знаења и бизниси и соработки, затоа што до сегашни неколку патувања што ги правиме, дали ние во Будва, Тиват или они доаѓаат кај нас во Скопје или па сме во Белград, сите луѓе што доаѓаат околу 20-30 млади предприемачи остануваат во контакт, се дружат и остваруваат соработка. И дополнително е добро затоа што па се држиме некако. И можеш да добиеш информација, нешто се случува во Србија, Црна Гора, ги прашуваш нив и добиваш релевантна информација. Дополнително за било каков совет, да. Што ти треба ако сакаш нешто таму да отвориш или да дознаеш, или вака, може на да пример, ти помогнат. Како што збориме за законов за данок на добивка, црногорците не го објаснуваат, па сега можеме полесно да влијаеме и тука да се пренесе тоа, затоа што ако може да функционира во Црна Гора, зошто не и кај нас? Многу сме слични. Ке те вратам малце на вработувањето, пошто една од темите што ја работиме е баш можности за вработување во регионот. Сега трендот на вработување, барем кај македонците, дека одат на сезонска работа, да речеме во Хрватска, што и не е така најрегулирана, односно се пријавуваат таму во агенцијата за вработување и одат на летна работа или како и да е, меѓутоа има многу агенции за посредништво кои што го олеснуваат процесот, меѓутоа се да речем агенции што постојат само на Facebook. Така што иако постои сега и Open Balkan како иницијатива што требаше многу да го олесни пазарот на труд помеѓу Македонија, Албанија и Србија, некако тоа све бавно оди, можеби немаш моментално информации и познавање на темата, меѓутоа како гледаш ти на еднината за можности за вработување на младите во регионот? Дали мора тоа да биде баш тука во Скопје кај што си и тука да работиш, или па да мораш да бараш работа во Германија и не знам каде на запад? Или може да најдеме начин како да ги задржиме во регионот и да видат која е можноста да речеме да работиш ти од Скопје во Сараја. Вака да те прашам. Зарем мислиш дека фирмите не бараат работници? Бараат цело време и се во дефицит значи, на работна сила. Ние сме 109 членки, сите бараме добри работници, но ги нема. Зошто? Затоа што на луѓето не им се работи. Таа култура да го изработиш ти денот не постои веќе. Мислам, може да се согласиме ова сите. Зошто? Затоа што на луѓето има полесно да отидат на 3 месеци, како што викаш, сезонски работи, да направи повеќе пари и да се врати тука. Ама што со тоа во животот, што си направил? И со економијата генерално. Значи, поентата е дека луѓето не им се работи. Реално. Така да е до менталитетот. Не е дека нема можности тука. Како нема можности? Па тебе можеш сам да си отвориш нешто. Имаш агенција за вработување кој што ќе ти даде пари да отвориш компанија, ако ти е за да отвориш нешто свое. Мислам, секој пат има, ние по нашата фирма знам колку нонсто бараме, затоа што одат сезонски да работат, затоа што си го вработил за да носи тонери, а си му рекол, ајте молам подигни го, ама ти не ме вработи за ова. Ме разбираш? Затоа на луѓето не им се работи суштина.
По таквите работи гледаш дека они Ама сметаш дека има можности? како нема, како нема. И дали, например, вие во Рикомак би вработиле некој од Како не? регионот? Па и сме регионот не дошло понуда. Да, Инаку за тоа- студенти, за се сме биле секојот отворени за да дојдат да научат струка да имаат. Само тоа луѓето ретко кој сака да го прави. која користат, да. Попрво му е, како што кажавме, да отиде на 3 месеци, да направи повеќе пари и да се врати и да се покаже пред Дали луѓето. сметаш дека ако има некакви олеснувања за вработување во регионот би го олеснило овој процес, пошто можеби некој не му се работи, да речеме во Скопје, ама би се преселил можеби во Белград на одреден период. Зошто да не? Додека сме млади, тој треба да се прави, како ја што ти во Словенија можеш за студија, ама целта беше тоа, да одиш малку да промениш од својата околина, да искочиш, иако може слично, ама сепак не е истото. И ти да се вратиш со свежи идеи. Значи важно Важно ти е да се тебе вратиш. да се вратиш. Многу е да. важно да се вратиш. И да останеш. Или да, да останеш, па да. да. Сега ќе те сменам на една трета тема, бидејќи многу е важно исто така и волонтирањето, мобилностите, патувањето, како што кажа и одиш. Има една компонента што исто така интересна, тоа се културните настани, фестивали, концерти. Па дали Ивона оди често во регионот на такви настани, на такви збиднувања? Па последно во регионот на Лаура Паузини бе во Белград, која што не е пејачка нели од регионот, но за такви настани да, види, за такви работи нема информации. Тука може да речем дека не доаѓа до мене таква информација каде има настани. Освен ќе видам за журка како екзит, ама тоа не ми значи. Значи културни настани, Многу но послабо. еве ти кажи, имаш негде каде што гледаш такви настани? Сега направивме една платформа. Затоа и ги браво, прашувам браво. прашања. Значи е потребно било и сте Да, сте направили. можеш да ја отвориш ако сакаш. Има се уште можеби ги нема сите културни настани, бидејќи треба да помине период да ги Како се најдеме вика? сите digipad _for.eu.org. For EU. Се баш овие сите работи што ги зборевме, можеш внатре да ги разгледаш. Да речеме кои се информациите, кои универзитети примаат студенти од регионот. Каде имаш програма на англиски, каде немаш програма на англиски. Кои се можностите за вработување, која е целата процедура на работна виза. Дополнително има една мапа на фестивали, на културни настани, што може и треба да се прошири, како што кажеш ти, дека ти фалат податоци за културни настани во регионот. Првично се мапирани Супер изгледа. Првично се мапирани повеќе фестивалите или тие што се малце да речем по популарни, меѓутоа би било добро да имаш различен тип на настани за луѓето, затоа што е мала е земјата. Малку Да. луѓе доаѓаат тука. И сега ако видиш дека има нешто во Приштина што те интересира, па и не е така тешко да отидеш, иако инфраструктурно не сме добро поврзани во регионот, исто мора да признаеме, ама до Приштина е па лесно да отидеш, ако во Сараево е малку. Па само Малку Сараево е малку потешко. покомплицирано. Да. Што веќе има и некои летови. Мислам дека Го откажа, меѓутоа како и да е, да. Имаше порано летови. Така што дали сметаш дека пошто си цело време на телефон и цело време си во тек со технолошкиот развој и со AI и со се што се случува, дали сметаш дека би било потребно ваков тип на платформа за би било млади? потребно, но е најважно како ќе ја Промовираш. испромовира. Затоа што она може да е идеалното решение, ама ако не го најдете идеалниот пат за да дојде до слушателите и ваквите ко мене кои што е потребна информацијата, е џабе. Така да сега следно ви е најверојатно да се врзувате со факултети од целиот регион, кај што они ќе можат на студентите да ги нудат, барем од таму да почнат. Но студентите исто така Да, е важно и со ваков тип на унии кои што да. имаат голем Еве број уште малце ние да ја создадеме Балканската унија. Ке ми Балканска унија. Така ни е целта. Кажи нешто повеќе. Па до сега си што кажав повеќе пред да биде ми го зема како идеја, така Добро. да овој пат ќе го задржам за нас. Добро. За позади завесите ќе ти кажам. Добро, сега
да финализираме некако, да пробаме да го сумираме овој краток разговор, краток подкаст, наречи го како сакаш. Како некој со 33 години, што можеби од законската рамка излегува од млади, ама се уште си млада. Извини, по европски стандарди до 35 години. Добро, значи се уште си млада и буна. Која е твојата, да речем, многу е клише, можеби порака се каже, ама како ти би ги мотивирала младите луѓе што многу често се осеќаат безпомошни или ги викаат апатични, уствари не се апатични, туку едноставно во таа нека плејада морена можности не можат да зграбчат вистинската можност. Што би било твојата порака? Да ми се јават. Знаеш зошто? Затоа што обично во такви ситуации кога луѓе се осеќаат дека што и да направи ништо не му успева, секој пат затоа што нема некој кој што го тапша за грб и му вика можеш ти, добар си. Ако го навлезеш тоа психолошки, тоа е се до само до вербата. Затоа и можностите, да, ама затоа и можностите сам си ги ограничуваш затоа што ти ја немаш само до вербата. Но доколку имаш некој кој што ќе те гура напред и ќе ти вика можеш ти, ова ти е добра идеја, ова што го кажа се супер ти е, пробај да го направиш. Му даваш мотивација на човек. Така да ако нешто гледам кај нас дека нема добри мотивациони говорници, дури и тие што се прават некакви предавачи експерти, сум присуствувала на некој кој што на вистина врска немаат. Не знам како се станати консултанти експерти, ама ете станале преку некакви проекти, но луѓе кои што се разбираат во работите и кога ги слуша таквите луѓе, знаеш дека тоа врска нема. Од такви ситуации премногу сум дошла до заклучок дека тоа е еден клучен проблем кај младите, зашто не зна да направат нешто затоа што не ги мотивира некој на прав пат. Се освен мотивацијата, јас мислам дека фала ти доста, според мене фала ти доста информации, затоа што сите функционираме во некои наши бабали. Дали постои сега ChatGPT? Постои, Се да. можеш да го прашаш. Значи ако некој нешто го интересира, ќе го прашаш. Саќаш? Да, ама не, ChatGPT може да ти каже дека постои унијата, ама сега ти како Ама да барем ќе ти даде насока. Па извини, ама тоа е проблемот. Сакаат све друг да им го изоди. Па направи го чекорот. Тие веќе ја дознаеш информацијата, направи го чекорот. Така, не, добро, само сакам да кажам дека недостасуваат информации за клучни работи, како што и ти сама кажа дека Така е, ама доколку не ми се зависи од интересот. Значи се што ме интересира сум дознала. Ќе си ја најдеш информација. така е, да, и тоа си управо. Да. Дали сакаш нешто за крај да кажеш? Фала што ме викна. Убаво си позборевме. Одамна никој не ме распрашал за моето животна приказка, обично јас сите ги прашувам. Да и е инспиративна животна приказка и затоа решивме дека Да, многу дека со работи тебе не ќе кажавме, збориме. пробавме се задржиме на позитивно, но во следна прилика кога ќе сакаш да збориме и за негативното, све ќе кажеме. Договорено. Фала ти, Птени. Фала и тебе. Фала ви на сите.